Државата одамна се соочува со масовно иселување, особено на младите. Во 2002 година вкупниот број на млади на возраст од 15 до 29 години изнесувал 480.828 или 24% од вкупното население. Според податоците од 2021 година, бројката на оваа категорија изнесува 326.733 или 18% од вкупниот број на населението. Во рок од 20 години, бројот на млади на возраст од 15 до 29 години е намален за речиси 150.000 граѓани, што укажува на тоа дека нашето население е старе. Според Иван Дургутов од Либералниот институт од Скопје, иселувањето на младите не се должи само на економската состојба, туку се должи на повеќе фактори. Сметам дека младиот човек, како млад човек, е секогаш карактеризиран со желба да се движи, да менува, да пробува, така што миграцијата само по себе не ја гледам нужна како толку негативен фактор и феномен, туку повеќе размислувам што можеме ние да направиме за тие луѓе кои што се уште останале во оваа земја од една страна и од друга страна како можеме како ресурс, како богатство да ги искористиме луѓето, нашите луѓе кои што се некаде заминати надвор. Борбата за подобро образование, борбата за подобро работно место, за подобро платено работно место, или доколку сме некои кои што излегуваме од школските клупи, тогаш борбата за да се најде тоа работно место и така натаму се едни од главните предизвици кои што го обременуваат животот на младиот човек. Меѓутоа истовремено и атмосферата која што владее во општеството, сепак сме се уште земја која што допрва се демократизира, така што и таа некоја разлика во однесувањата, разлика во ставовите која што има овде во западноевропските земји, сметам дека често пати една од причините поради која младите едноставно решаваат својата среќа да ја побараат надвор. Во новата програма на владата предвидена е поддршка за секое вработено лице до 29 години, кое ќе се вработи прв пат. За сите кои се уште не развиле вештини за вработување, да го сторат тоа преку пракса, а исто така предвиден е поврат на персонален данок на доход за сите нововработени млади под 30 години. Но останува отворено прашањето колку овие мерки ќе придонесат да останат младите во земјава. Директорката на Либералниот институт од Скопје, Санда Крекич, смета дека младите не се доволно вклучени во процесот на донесување на одлуки, но верува дека тие може да го подобрат општеството за идните генерации да не се соочуваат со проблемите со кои се соочува денешната младина. Лично мое мислење е дека младите не се доволно вклучени во процесот на донесување одлуки во политичките процеси, токму затоа организираме вакви наменски тематски дебати, каде што можеме да ги слушаме проблемите, идеите, да научиме нешто ново, потоа да направиме некоја иницијатива заедничка која што би можела да произлезе од овој настан, се со цел, нели, да ги подобриме условите на младите и да ги натераме да останат во нашата држава. Ние како либерален институт секогаш се залагаме за младинските политики, ги слушаме младите, ги слушаме нивните барања и токму така преку вакви панел конференции се трудиме да ги слушаме нивните барања, да ги пренесеме во општеството и да го подобриме овој општество со услови кои што се потребни за еден млад човек да се развива во нашата држава, а не да го бара својот така наречен спас во другите држави. Младиот делегат во Конгресот на локални и регионални авторитети на Советот на Европа, Иван Аскова, проблемот за иселувањето на младите го лоцира во недостигот на нивната вклученост и незаинтересираноста за младинските политики во државата. Помеѓу тоа, како политичките институции распознаваат што значи младинско учество и која е нивната улога тука, што представува тоа и дека постои нови начини за мобилизирање на младите со кои што они се незапознаени. Така што тука би напоменала дека нивната невклученост и немањето простор на младите да се вклучат во формалното донесување на одлуки на локално и на регионално ниво доведува до тоа тие да сакаат да си одат од државата затоа што не ја гледаат еднината тука, буквално поради тоа што не се вклучени на ниту едно ниво и нивниот глас нема кој да го слушне, ниту пак кога има волја од страна, би рекла, на младите, не постои волја од страна на релевантните политичари кои што сакаат не само да слушнат, туку да послушаат што имаат младите да кажат. Неодамнешното истражување на Фондацијата за демократија на Вести Министер, во кое учествувале околу 1000 испитаници, 58% од младите велат дека би се иселиле,
а 64,8% се незадоволни од своето место во државата.